Незаконски исплати, недозволена прекувремена работа, апарати за најтешко болните за кои се платиле огромни суми, стојат со прашина. Ова се само дел од грешките при работењето на Битолската болница, кој ги утврди Државниот завод за ревизија. Ревизорите споделуваат загрижувачки податоци во последниот извештај за функционирањето на една од најголемите здравствени установи во земјава. Околу 36 милиони денари се исплатени по основ на дежурство, без согласност од Министерството за здравство. Се исплаќале и дежурства на немедицински кадар во износ од 919.000 денари. 7 милиони денари биле исплатени за прекувремена работа на 303 вработени, но за тоа не бил известен инспектор на трудот. Според извештајот, 41 вработен оствариле прекувремена работа над дозволениот максимум од 190 часови, за што се исплатени околу 1 милион денари. Констатирано е дека во 42% од ревидираните фактури постојат разлики во бројот на фактурирани работни часови и бројот на часови прикажани во извештај спецификации за сработеното, поради што фактурирани се околу 1 милион денари повеќе од реално извршените работни часови. Ревизијата констатирала и дека 6268 пациенти користеле здравствени услуги на приватно, но на сметката на болницата уплатени се за 2 милиони денари помалку пари. Во периодот од 2019 до 2022 година евидентирани се побарувања во вкупен износ од приближно 12 милиони денари, кои представуваат акумулиран износ на разлика помеѓу пресметаната и уплатената партиципација на сметка на болницата. Ревизијата открива дека имало и злоупотреба на термините за прегледи. Задолжителните здравствени услуги биле недостапни за граѓаните, а од извршениот увид во мој термин, утврдено е дека на ниво на болницата. Во текот на 2022 година во просек се креирани и достапни за пациенти само 39% од законски задолжителните термини за здравствени услуги. Меѓу другото, ревизорите открили дека во посебен објект, како што го нарекуваат бункер во болницата, сместен е апарат за третман на онколошки заболувања, за чија набавка и инсталација од страна на Министерството за здравство биле потрошени 172 милиони денари, а воопшто не се користи и не е внесен во сметководствената евиденција. Наместо промени во работењето на Битолската болница, се множат случаите со трагичен епилог и со предзнак за сомнеж во системска или лекарска грешка. Во моментов Комисија за стручен надзор го истражува случајот со смртта на 24 годишното момче, кое почина пред само 5 дена. Според Државниот санитарен и здравствен инспекторат, имало лекарска грешка во третманот на пациентот. Дополнително има уште 2 нерасчистени случаи поврзани со болницата во Битола, а кој ги истражува и обвинителството. За малата Јана не беше утврдена лекарска грешка, а за новороденчето се уште нема епилог.